Сакам да искоментирам неколку работи. Ова е последниот амандман во оние низа на амандмани за енергетиката кои што имавме можност денеска да продискутираме во текот на денот. И ако треба да се извлече заклучок, тоа е дека власта ги одби сите амандмани за енергетиката. Власта наредната година нема намера да издвои средства за енергетиката и ударот од енергетската криза ќе заврши директно врз грбот на граѓаните. Добро е што во текот на целиот ден поминаа неколку амандмани, од кои што сите го имаат тој предзнак, за да можат и стопанството и граѓаните да видат како оваа влада се справува со предизвиците кои што се пред сите граѓани и пред сите стопански субјекти. Амандманот е во суштина одличен, но сепак треба за да дадете некој коментар дали е добар или лош, да ја разбирате работата. Кога ја не ја разбирате, немојте да зборувате заради тоа што стручната јавност што ве следи, а внимавајте бидејќи на паузите додека седиме, додека другите говорници расправаат за амандманите, многу луѓе пишуваат до нас. На вистина се следи дискусијата, затоа што луѓето сакаат да знаат како ќе им се помогне. Што е суштината на амандманот? Затоа што гледам дека некој не ја разбрал до крај. Елем, како што е во оној целиот енергетски систем, треба да учествува со одредена количина на електрична енергија доева на холм. Тоа е правило, тоа е така, тоа е хиерархија која што е поставена. И сега ние предлагаме со 1 милијарда денари, која што ќе кажам дека не е доволна, да му импутираме одреден финансиски бенефит на Елем, за да цената, односно понудата до ева на холм, биде што помала и на тој начин да се замрзне цената на енергијата која што ќе ја плаќаат домаќинствата. Тоа беше нашиот амандман. Значи, ние нашите амандмани ги поделивме во неколку дела. Прво беше за горивата, за стопанските субјекти, за тоа како граѓаните да може да создаваат и да произведуваат сами струја, а државата да им помогне. И третиот, односно петиот амандман е овој кој што го гледате сега пред вас и за кој што повторно, како изминатите 4 амандмани, измислувате причини само да не го поминете. На крајот од дискусија нема да биде важно кој кого надмудрил. Важно е оваа комисија, која што расправа за народните пари, да ги насочи таму каде што треба. Да не се повторувам со колегата Пренџов. Денеска има владина седница. На владината седница треба да се разговара за цената на струјата. Цената на струјата ја одредува регулаторна комисија за енергетика. И ја формулира и ја одредува по неколку начини, односно сите оние институции кои што се вмешани во енергетскиот трафик, во енергетскиот сообраќај, доставуваат цена по која што сметаат дека треба да им биде платен нивниот дел од тој сообраќај. Елем 20% повеќе доставува цена. МЕПСО се уште го нема доставено. Оној директорон кој што 18 милиони евра се задолжи, а не знаеше каде иде и викаше самиот дека треба одговорност, вели до крајот на неделава ќе знаеме колку проценти, се уште не знаеме, но ние колку и да дадеме не учествуваме во голем дел од таа крајна цена што треба секој потрошувач да ја плати. Што значи дека и тие кои ќе се додадат, и другите институции кои ќе се додадат, ние од 1 јануари ќе плаќаме за 20% поскапа струја. И ако некој не следи, тоа треба да знае. Кажете им на граѓаните, од 1 јануари 20% поскапа цената на струја. Од 1 јануари сметката што ви доаѓа за струја ќе биде повисока за 20%. Ако сега плаќате 3000, ќе плаќате 3600. Ако се греете на струја, тогаш Господ нека ви е на помош. А зошто? Затоа што ние тука ќе се надмудруваме. Затоа што можеме да дадеме 1 милијарда за плати, ама не можеме да дадеме за да се издвојат средства и на граѓаниве да им биде струјата поевтина. Еве и да речеме дека самите извори на електрична енергија што ги имаме и што ќе произведуваат мегават час, оваа година беше 36 евра. Некако се обидуваат до година да биде 45 евра. Еве да речеме 9 евра поскапување од домашните извори. Ние нема да произведеме количество доволно на електрична енергија за да може тоа да биде доволно. Ке увеземе по 260 евра мегават час, што значи уште повеќе ќе се поскапува струјата. И само вие како тоа да не сакате да го препознаете, само како вие да не сакате да им помогнете на граѓаните. Не можам навистина да разберам. Еве до година
велат вториот квартал ќе поевтинува струјата, ќе се смале ценовниот шок. Не затоа што они нешто ќе направат, затоа што ќе се запролети, затоа што ќе се стопли времето и нема да грееме. Но тука има уште една замка. Еве нема да биде 250-60 евра за мегават час, ама ќе биде 110-120. Што значи 50% ќе се намали, но нема да ја достигне цената која што ние во моментов ја нудиме со тоа што го произведувавме од оваа година. Ама до година ние нема да произведуваме толку струја. Нема да произведуваме затоа што менаџментот во предпријатијата ви е слаб, затоа што ви е тапа, затоа што не нудите решение, затоа што немате визија и мисија каде сакате да отидете. Затоа што тоа што ви го нудиме некако конкретни решенија со амандмани, разговарани со комори, со професори, со професионалци, со луѓе со стаж, вие не сакате да го прифатите. Еве, да речеме дека уште едно конкретно решение ќе понудиме. Утре имаме еден амандман кој што заедно го изработувавме со колегите Антонио Милошевски и Ѓорѓе Сајковски, конкретно за одвојување на средства за нов коп во рек Осоме, за рудник Поповјани, каде што согласно анализите има 12 милиони тони јагле. Тоа е доволно за 12 години непречено да работи таа термоелектрична централа. Тоа е конкретен предлог. Тоа е конкретен предлог. Овие амандмани се конкретни предлози. Денеска цел да разговараме за енергетика. И луѓето препознаваат, и луѓето гледаат дали е декларативна поддршка или е конкретна поддршка. Јас сум спремен и тука бев за сите амандмани да ги бранам. Со аргументи зошто мислиме така. Од каде мислиме тие пари да се обезбедат, за да може овие амандмани да поминат. И зошто да поминат? Ете, утре ќе стигне тој амандман на дневен ред, па ќе разговараме, ќе видиме тога што ќе ни кажете. Значи, ете, најдена локацијата каде да биде тој рудник, најдена каков да биде копот, 12 милиони тони јаглен, локација рудникот Поповјани во ТЕЦ Осоме, ќе видиме утре што ќе кажете за тоа. И веројатно и тоа нешто нема да чини. Нема да чини, има 20% поскапа струјата од 1 јануари луѓето ќе плаќаат. Зборувавме вчера за тие инвертери, печки на пелети. Од една страна даваме субвенции, ги тераме на луѓето да се греат со тоа, од друга страна не правиме ништо да им олесниме ценава на струја. Се кажаа многу зборови, ги слуша претходните колеги. Фактот е еден. Владата нема да превземе ништо. Народот ќе се снаоѓа како знае и уме. Стандардот е све понизок, сиромаштијата е се поголема, потрошувачка на кошничка ќе расте, растат цените на кондиторските производи, на основните производи, расте горивото, расте струјата и со што ќе живеат луѓе? Еве што ако земеме во обзир дека јануари е најтешкиот месец во годината. Често знаат да кажат дека тој месец нема крај. Како луѓето ќе го издржат месец јануари? Па нашата суштина ја така ја разбирам, ја така ја сваќам политика, ја така сваќам ние што учествуваме во владата и тие што треба да учествуваме во владата, како треба да ја управуваме државата. Нема друга логика. Зашто сте вие влада? Зашто сте вие министри таму? За да му помогнете на народот кога има криза. Ова е како да ви кажам. Цела држава е оставена, ќе видиме утре дали ќе огрее сонце, па може тогаш нема да имаме енергетска криза. Не ве разбирам, ако имате одвојно затоа што се предлагаат од ВМРО, од ДПМН, излезете, кажете, не ќе ме од вас, дајте, ако не ќе замолиме некој од вашите колеги да ја предложи па да се согласиме. Кажете што да направиме за да го прифатите ова, поможе за граѓаните, не знам на кој друг начин да ви кажам, цел ден се убедуваме тука. Кажете како, еве, ако сакате, нека го потпише некој од вас, поднесете го комисиски амандманот, ќе гласаме ние, не знам како на друг начин да ви кажам. 20% ќе поскапи струјата. Ако тоа на вас не ви значи, тогаш на тие луѓе што ве гласат, прашајте ги тие како се чувствува. Не можеме сега да направиме истата би рекол, па е мерка што ја превземавме за да ја намалиме цената со намалувањето на ДДВ. Што ќе намалува? Вие наместо тогаш да стимулирате овие да произведуваат струја, тоа е таму пашалак. Врска немаат што прават тие таму. И се, што ќе правиме се? Овие приходи ви се тотално нереални, вие ќе бидете приморани кога ќе го правиме ребалансот, пак да го вратите ДДВ-то од 5 на 18%. Кажете им на граѓаните, бидете искрени. Само до година покрај овие 20 што ни се како 3 од карти, гратис од нас, од владата подарок за граѓаните, може уште 13%. Друго немам што да. Ви благодарам и јас.